Замисли дека само што си се преселил од Англија во САД и имаш и стар школски прибор од Англија и нов школски прибор од САД и на првиот школски ден гледаш дека твоите нови американски листови не ги собира во старата англиска папка. Хартијата е преширока и дзирка од папката. Па ги сечеш крајовите од хартијата и добиваш еден куп ленти и се забавуваш за време на часот математика играјќи со нив. И кога викам ти, мислам Артур Стоун во 1939 година. Како и да е, има многу кул работи што може да ги правиш со лента хартија. Може да ја свиткаш во разни форми и други форми. Можеш вака тесно да ја замоташ. Можеш да направиш квадрат. Можеш да ја замоташ во хексагон ако симетрично ја виткаш лентата. Всушност има доволно простор да продолжиш да моташ и да добиеш стабилен хексагон. И си мислиш, што знам, хексагоните не се нешто посебно, ама ајде барем има симетрија. Можеби ќе го свиткаш така што двојните рабови се доле, а другите горе. Тоа е симетрично и се дипли во 3 триаголници кои се диплат во еден триаголник, а здиплен хексагон е доволно кул за да те забавува барем малку за време на часот. А бидејќи хексагоните имаат 6 точки на симетрија, ќе пробаш да го здиплиш хексагонот и обратно, со двојните рабови горе, а другите доле, кога наеднаш матрешноста на твојот хексагон се отвара. Што? Го затвараш и го враќаш како што беше. Се изгледа исто како претходно, центарот не е отворлив. Но кога пак го виткаш, се превртува цел хексагон. Чудно. Овој пат наместо да го вратиш како што беше, го виткаш и отвараш пак. И пак, и пак, и пак. И сакаш да направиш еден попрецизен хексагон, па пробуваш пак со друга лента хартија, но убаво ја лепиш во здиплена спирала. Мислиш дека ќе биде кул да ги обоиш страните, па земаш маркер и боиш една страна жолта. Сега можеш да менуваш од жолта на бела страна. Жолта страна, бела страна, жолта страна, бела страна. Еј, бела страна? Каде отиде жолтата страна? Се враќаш назад и ја боиш белата страна зелена и откриваш дека парчето хартија има 3 страни: жолта, бела и зелена. Ова дефинитивно е кул. Мораш да му дадеш име. Бидејќи има форма на хексагон и е флексибилно, а флекс римува со хекс, ќе биде хексафлексагон. Таа ноќ не можеш да спиеш затоа што постојано мислиш на хексафлексагони. И наредниот ден, штом седнуваш на час математика, ги вадиш хартијаните ленти. Спирално виткаш лента хартија во форма на лента хартија и со новата лента правиш хексафлексагон. Одлично функционира, но е некако понесредено со вишокот хартија. И ги боиш трите страни портокалово, жолто и розово, портокалово, жолто, розово. И да ме пробуваш да го пратиш часот, математика, портокалово, жолто, розово, портокалово, жолто, бело. Чекај малку. Добро, тоа го боиш зелено и сега е портокалово, жолто, зелено, портокалово, жолто, зелено. Кој ли знае каде отиде розовата страна? Еве ја. Сега пак е портокалово, жолто, розово, портокалово, жолто, розово. Сино. Жолто, розово, сино, жолто, розово, сино, жолто, розово. Предходниот флексагон се отвораше само на еден начин, со двојните рабови нагоре. Но сега има повеќе рабови, па може би се отвора на двата начини. Да, едниот начин оди од розово на сино, а другиот од розово на портокалово. И едниот оди од портокалово на жолто, а другиот од портокалово на неон жолто. На ручек му се фалиш со ова на еден од твоите нови пријатели, Брајан Такермен. Почнува со оригиналниот едноставен тристран хексафлексагон, кој го нарекуваш 3 хексафлексагон. Тој вика, вау, сакам и јас да научам како да ги правам. И ти му викаш, лесно е. Почни со лента хартија, стипља во рамнострани триаголници и ќе ти треба 9 триаголници кои ќе ги замоташ циклично и ќе пазиш се да биде симетрично. Например, рамните делови треба да бидат како баклави, а ако не се, значи грешка си го замотал. И после треба само да го залепиш првиот триаголник за последниот со селотејп и готово. Но Такерман нема селотејп. Сепак тој бил измислен само пред 10 години. Затоа тој користи 10 триаголници наместо 9 и го лепи првиот за последниот со лепак. Потоа ми покажуваш како да го отвара со стискање на двојните рабови заедно и притискање на другите рабови навнатре за хексагонот да стане порамен и триаголен и да се отвори центарот. Одлучувате да започнете комитет за флексагони за да ги истражувате мистериите на флексизацијата. Ама за тоа друг пат.